Се гледаме живо, повторно се гледаме со колешката Бисера Ловачева на почетокот од неделата да се потсетиме на што се случуваше деновите наназад и дали такво нешто ќе имаме и во следните неколку дена во нова работна недела од месец ноември, кога станува збор за оние мејлови за подметнати бомби во некои од средните училишта во Скопје, колку се сериозни мејловите за заканувачка содржина, колку се безбедни граѓаните од сајбер криминал и колку е тешко да се најдат сторителите. Добро утро и од мене, Бисера, и повелете. Така, добро утро, Роберт, и до тебе во студиото. Добро утро, драги гледачи кои сте на програмата на Канал 5 телевизија, ги следите утринските теми на Здрава Македонија. Да, токму така слушнавме од страна на порталите, од страна на сите медиуми за оние дојави за бомби во десетина училишта во Скопје, кои што благодарение на антитерористичката единица при МВР беа експресно испразнети, а учениците беа евакуирани, беа на безбедно место. Колку се сериозни овие закани за кои што спомена и ти, Роберт, преку меловите. Малку повеќе на оваа тема зборувам со господин Божидар Спировски, директор на информативна сигурност. Добро утро. Добро утро. Колку се сериозни, колку е сериозна оваа тема, кога се во прашање оние заканувачки мејлови кои што ги добиваат, кои ги праќа, од каде стигнуваат? Добро утро, благодарам уште еднаш за поканата за овој разговор. Најпрво ќе започнам со една осуда на овие мејлови, бидејќи ова стана навистина несериозно. Заканување по живот на деца навистина нема да постигне никому никаква агенда, освен да ги револтира буквално сите граѓани во државата. Сега, околу испраќањето на овие мејлови, една појаснување за сите гледачи да дадеме дека всушност заканата што се случи е закана по физичкиот живот на луѓето, а само е пренесена преку електронски медиум кој што инаку стандардно го користиме за редовна комуникација. Ние не можеме да престанеме да користиме имејл, бидејќи само е редовна порака, но заканата која е донесена во неа е физичка. Верувам дека нашите истражни органи ќе можат да дадат многу повеќе детали околу процесот на третирање на една физичка закана, отколку јас што можам да дадам како стручњак за сајбер безбедност, но околу праќањето на овие пораки, сите да бидеме реални, најголем дел од имејл сервисите преку кои ние редовно комуницираме се лоцирани во други држави. Многу малку користат имејл пораки, односно имејл сервиси лоцирани во Македонија. Кога ќе започне една ваква истрага, да се бара од каде е дојдена таа порака, кој ја пратил таа порака, од каде бил тој што ја пратил таа порака, нашите истражни органи нормално ќе мора да отидат во други држави да се обратат по соодветни канали за да ја добијат соодветната информација. Тоа нема да биде веднаш магичен процес, значи чисто уште еднаш за граѓаните, она што се покажува на филмовите дека се куцаат 3 команди на компјутер и веднаш магично се појавува името, тоа не се случува. Процесот е дека се гледаат одреден сет на метаподатоци, но провајдерите на ваквите имејл сервиси не ги даваат сите метаподатоци во имејл пораките, дел остануваат кај нив. Затоа нашите истражни органи ќе мора да се обратат преку соодветни меѓународни истражни органи и да ги добијат овие екстра метаподатоци од тие оператори. Тоа е процес кој што трае. Јас не можам да кажам колку, но колку повеќе вакви инциденти има, ќе се забрза машината на меѓународната истрага и се повеќе метаподатоци ќе стасаат, за да може полесно да продолжи истрагата. Која беше целта на овие заканувачки пораки? Многу шпекулации излегоа, почнувајќи од, ајде да избегаме од часови, до некои посериозни сценарија. За жал никој од нас овдека не може да ја види целта и веројатно нема да ја знаеме со сигурност додека не се најдат извршителите, а дури тогаш дали ќе излезат во јавност ќе зависи од истрагата. Не од нас како Не се ли најдоа извршителите? Не зборуваме за имења и презимења, туку дали воопшто се најдоа некоја испрати и од каде испрати порака? Не можам да коментирам бидејќи тоа е прашање за полиција, јавно обвинителство и така натака. Сепак јас сум човек од индустријата, не можам да кажам како навистина што се случува во една истрага, бидејќи таа е затворена за јавноста додека не заврши. Но дали открија дали се испрати од нашава држава или некаде од надвор? Повторно прашање за истражните органи. Навистина, значи еден процес на ваква истрага, кога би го водел како дел од приватна компанија, ќе идентификува од каде дел од метаподатоците од каде носат потекло. Тоа не мора да биде крајот на истрагата.
ќе треба да се обратиме понатака до некој провайдер, да добиеме уште податоци, така натака и така натака. Тоа може да оди неколку чекори и неколку итерации да има на тој процес. Тоа би бил еден процес кој што би го воделе ние како било која приватна компанија за да направи слична истрага за нешто што се случило во компанијата. Кога зборуваме за физичка закана, терористичка закана реално, оваквата истрага сигурно ќе биде многу посериозна, но нејзиниот процес и што е откриено повторно е работа на истражните органи. Така. Но добро, вие сте директор на информативна сигурност. Така. Што подразбира таа информативна сигурност и која е вашата задача? Како? Добро. Многу добро прашање, благодарам за прашањето, до сега никој го не го поставено. Информативна сигурност представува како ние, како граѓани, како корисниците на дигиталните услуги денес, да не бидат злоупотребени, да не го изложат својот дигитален живот, да не бидат предмет на кражба, на уцена, лична, преку дигиталниот свет, преку дигиталните алатки што ги користат. Еве неколку примери. Кражба на лични податоци, кражба на банкарски сметки, уцена со видео снимки направени од вашиот компјутер, поради било која причина нешто што не сакате да излезе во јавност. Корумпирање на вашиот компјутер и уцена да ви ги вратат податоците. И на крајот на денот дури и кражба на вашиот компјутер дигитална, земање контрола врз него, за да направат нешто со тој компјутер. Сето тоа се закани, ризици, кои што денеска секој наш граѓанин, секој граѓанин во светот ги има, затоа што е дел од дигиталниот свет. Мојата професија е превентивна во најголем дел, како да ги едуцираме граѓаните, кои мерки да ги воспоставиме за тоа да не се случи, но исто така едукативна, затоа што најслабата алка во целиот ланец на оваа заштита е корисникот, човекот. Ако човекот не го направи тоа што треба да го направи, сите други технички мерки ќе паднат во вода. А колку пак обичниот народ е мета на овие закани? На дигиталните закани, значи сега се тргаме од темата праќање пораки со физички закани, постојано. Сите сме мета, бидејќи секој од нас може да биде извор на некаков профит за криминалците. Сербер криминалците денеска не пробуваат да ви украдат наеднаш $1.000.000. Пробуваат да ви украдат или да заработат од вас 1, 2, 5 долари. Ама тој ќе го направат од 10.000 луѓе. Наеднаш има доволно профит. Така да сите ние сме мета, колку и некој да смета дека не е вреден. Сите ние вредиме $1 во нашата лозинка или $2 за бројот на нашата картичка. Имајте во предвид апел за сите граѓани. Не само колку вие ќе изгубите, тие $2 или $1 или $5, туку колку ќе ве чини вас да се го вратите дигиталниот живот во нормална состојба. Ако некој ви го украде Facebook профилот, а таму ви е целата историја на вашето семејство, вие ќе потрошите многу повеќе нерви, пари и време да го вратите назад, отколку што криминалецот ќе заработи продавајќи го. Вие сте секој пат во загуба. Затоа е добро превентивно да работиме, превентивно малку посилни лозинки да ставаат луѓето, едноставно да бидат дисциплинирани, за да не им се случи да мора да ги потрошат парите, нервите и времето. Така, ќе ве прашав на што да внимавате, како да се заштитат, но веќе дел ми одговоривте во однос на лозинките. Ако имате уште нешто да додавате, кога е превенцијата во прашање? Ајде, 3 работи околу превенцијата. И ќе направиме аналогија со физичката безбедност. Околу лозинките, како што не користиме исти клуч за сите врати кои ги отвораме, користете различни лозинки на сите сајтови кои што ги користите. Користете втор клуч, како што на местата каде што сакаме да бидеме безбедни, користиме втор клуч, втора брава, користете нешто што се вика мултифактор автентикација. Тоа е код 6 цифри, го добивате на SMS, вие можете да го добиете и се менува на секој 30 секунди. Така да вториот клуч исто така е многу добра работа да се користи. Користете силна врата, односно заштитете го компјутерот. Инсталирајте најнова верзија на оперативен систем, ажурирајте го и последно ќе се навратам пак на пораките преку дигиталниот медиум. Не верувајте на ништо што ви стасува во било кој медиум. Дали е тоа имейл, дали е порака на Viber, дали е на социјални медиуми, се земете со резерва. Ако нешто е премногу добро или премногу страшно, консултирајте се со човек што е постручен можеби од вас во IT светот, бидејќи е многу веројатно да биде измама. Благодарам за двојното време, да се надеваме дека нема да има повеќе вакви дојави за експлозивни направи, а верувам дека ќе имаме можности да поразговараме некогаш околу информативната сигурност. Благодарам. Благодарам. Така.
Да, гледачи, го слушнавте разговорот со директорот на информативна сигурност, господин Божидар Спировски. Јас поставам со програмата на Канал 5 Здраво Македонија, Роберт